Почитувана македонска јавност, почитувани медиуми и колеги, пред нас е предлог законот за државни награди, со кој гледаме дека и покрај фактот што за сите нас Република Македонија е мултикултурна држава, владата се дрзнува целосно да го подвои македонското општество и да воведе паралелизам во секоја пора од живеењето во Македонија. Со овој предлог закон во делот на државните награди, владата се обидува на мала врата преку овој предлог закон тивко да озакони паралелизам и тоа со самото воведување на двете државни награди. Едната државна награда е поврзана со македонскиот јазик и се предлага да биде именувана по нашиот великан Блаже Конески, а втората државна награда се предлага да биде именувана по албанологот Ремзи Несими и албанскиот јазик. Несомнен придонесот на овие двајца дејци за развојот на македонската држава, но жално и опасно е тоа што истата влада, која што се залагаше за концептот едно општество за сите, денес поднесува предлог закон со кој ја искажува потребата за истовремена застапеност на само два етницитети. Убаво ќе беше сите заедно да работиме на зајакнување на свесноста за значењето и богатството на нашата мултикултуралност, бидејќи заедно коегзистираме и имаме реална потреба да се разбереме. Убаво е што имаме богатство од култури, но тоа треба да го негуваме на соодветен начин, така што ќе има ред во државата. И затоа овде ќе прашам, каде е ромската, каде е влашката, каде се сите останати заедници кои коегзистираат на територијата на Република Македонија. Нели сметате, колеги од владеачкото мнозинство, дека со овој предлог закон некој ќе се почувствува помалку вреден и некој ќе се почувствува загрозен? Зошто дозволивте иницијативата за Центар за ромска култура да остане нереализирана, а ви беше ветена со програмата Можеме од 2016 година? Зошто не сте покренале иницијатива за зачувување на влашкиот јазик, кој за жал е во изумирање? Неколку работи мора да разјасниме денес. Прво, ја поздравуваме иницијативата и ниту сме против наградите, ниту сме против личностите наведени во предлог законот. Второ, сме, и тоа многу, против што ги ограничувате наградите и што ги подвојувате. Едната за македонски јазик, а другата за албански јазик. И сме, и тоа како против, тоа што заедно со оваа нема уште награди и нема различни категории награди, например, награда за турскиот јазик, награда за ромскиот јазик. Каде се таквите иницијативи? Да, пред нас е законот за државни награди, со кој се предлага владата и Министерството за култура да доделат две награди на личности за кои сите сме согласни дека дале огромен придонес во развојот на македонското општество, особено великанот Блаже Конески, чија вредност и големина сите ја знаеме и сите ги знаеме неговите заслуги за македонскиот јазик и градењето на македонската држава. Тоа е човек кој оставил длабока и неизбришлива трага во развојот на образованието и писменоста и апсолутно ја поздравувам оваа иницијатива и очекувам во иднина да доделуваме награди и во други области. Уметност, музика, сликарство, бидејќи имаме многу личности кои дале огромен придонес во развојот на македонската држава. Втората награда се предлага за исто така истакнат деец во Република Македонија, Ремзи Несими, кој дал навистина огромен придонес во делот на преведување на учебниците од македонски на албански јазик, со што многу придонел за развојот на образованието во Република Македонија. Тој е и еден од потписниците на резолуцијата за албанскиот правопис. Неспорно е дека Ремзи Несими е почитуван човек од сите албанолози и воопшто, и како професор, и како човек, бил вклучен во сите тела кои ја создаваат државата. Но спорно е што со овој предлог закон се делат наградите. Наместо да се направи двете награди да одат заедно, за да покажеме дека навистина сме едно општество за сите.
На овој начин, колеги, со давање посебна награда во достигнувањето, посебно на македонскиот, посебно на албанскиот јазик, концептот едно општество за сите, едноставно самите вие го распаѓате, а Божем се залагавте за мултикултуралност. Што ќе им кажете на другите етнички заедници кои живеат во Македонија? Зошто нема награда за ромолог, турколог, влахолог? Кога станува збор за јазикот, секој јазик е подеднакво вреден и важен за сите. Овој предлог закон не го покажува тоа. Владата не вети вакво нешто. Повторно ќе кажам, потребата за истакнување на овие личности, Блаже Конески и Ремзи Несими, е потврдена, бидејќи оставиле траги во развојот на македонската држава, но ова што се двојат наградите е сосема погрешно и дискриминирачко. Затоа ќе ја поздравам иницијативата, но со апел да ги откриваме и наградуваме сите личности кои дале придонес, а се од друга етничка припадност. Категориите мора да се прилагодат така што нема да има поделби. Мултикултуралноста и разноликоста на јазиците е наша најголема предност која треба да се негува, а вака вие ги понижувате другите заедници и наместо да се грижите и да ги промовирате сите јазици, вие повторно правите поделби, што повторно ќе ни создаде проблеми затоа што целосно го подвојувате македонското општество. Не смееме да дозволиме да се ускратува правото за културно изразување и негување на посебностите на сите малцинства во државата, но при тоа не смееме да заборавиме дека македонскиот народ е носител на државноста на ова парче земја и дека македонскиот народ е државотворен народ на Македонија кој се изборил за сувереност на државата. Албанското малцинство е најбројното етничко малцинство, но не и единственото малцинство. Искрено жалам што ликот и делото на академик Блаже Конески и професор Ремзи Несими, и двајцата достојни во своите области, и двајцата заслужни во развојот на лингвистиката во Македонија, ќе бидат злоупотребени за дневно политички цели токму со овој предлог закон за државни награди. Ако Министерството за култура нема намера, а очигледно нема, да определи имиња за награди во лингвистиката за секој етницитет во државава, ова ќе значи дека свесно се наметнува бинационален концепт на културата во Македонија. За жал, колку и да говориме, сите сме сведоци за практикувањето на јазиците во реалноста и секојдневниот живот во Македонија. Струга ќе ја посочам како пример за практикувањето на јазиците во реалноста, и тоа почнувајќи од патоказите, преку таблите на институциите и се останато со ред. Ваквото остварување на културните права на едно малцинство ги става во подредена положба останатите етнички малцинства кои се застапени во Уставот на Република Македонија. Затоа се јавува оправдан сомнеш дури и за намерна злоупотреба на овие две историски личности кои заедно ја развивале и проширувале дејноста во рамките на една иста наука, лингвистика, односно македонската лингвистика. Со овој предлог закон Министерството за култура, за жал, легитимира паралелизам, бинационално практикување и негување на културата. И ова ќе го подкрепам и со срамната поделба дури и на буџетот при изборот на проекти од национален интерес во културата, каде буџетот се дели 50-50%. За крај, само ќе ја потврдам тезата дека со именување на наградите за значајни имиња од иста научна област, истата влада, која ќе се залагаше за едно општество за сите, дополнително го подвојува нашето и онака премногу подвоено општество и отвара можност за вакви одделни, паралелни практики и во иднина, нешто што е сосема спротивно од декларативните заложби за заеднички вредности за сите граѓани во Македонија. Ви благодарам.